Уни за работилници, внедела фризерската секција на град Скопје се вклучува во одбележувањето на месецот на машкото здравје. Што се ќе се случува, дознавам од моите соговорници. Велам добро утро за председателот на фризерската секција на град Скопје, Јован Чајневски. Добро утро и добро ми дојдовте. И Саид Есат, вие сте фризер, се разбира, дел од секцијата. Ајде сега на почеток да ги информираме и нашите гледачи што ќе се случува внедела на 12-ти. Вака, во организација со фризерската секција Скопје и Скопје Сити Мол ќе биде на 12 ноември организирано Мовембар, што ќе биде тоа посветено за машката болест, тоест борба против ракот на простата. Тука ќе се работат мустаки, бради, ќе се дотеруваат, ќе биде посветено за месецот новември. Така да ќе учествуваат голем број актери, спортисти, така ќе има доста гости. Активно ќе бидат инволвирани барем од оно што го знам како првична информација и учениците од средното Димитар Влахов? Да, во училиштето Димитар Влахов и Шејп Јусуп ќе бидат. Добра. Ќе има инволвирани многу актери, ќе има глумци, ќе има спортисти, ќе има бербери од цела Македонија учесници и со тоа овакво ќе има два мотоклуба, затоа што сепак за машкото здравје тоа е еден овакво два мотоклуба, Скутер мотоклуб и Христијанската асоциација на Македонија. Тие минатиот новемвер ни беа исто гости, каде што самото шоу ќе се одвива во повеќе фази од 12 до 4 часот. Водители ќе бидат познатото глумачко до Тино Јатанас, така да ќе има и забавен карактер самото шоу. Училиштата Димитар Влахов оваа година ќе одбележува и 50 годишнина од првата верификација на програмата за фризери, така да и тоа ќе биде дел од прославата. И во другите делови, значи, ќе настапуваат во групи фризери од различни градови на Македонија. До каде се подготовките? Сериозна програма најавивте и за тоа треба и парични средства и секаква поддршка, апсолутно. Дали се ќе биде подготвено за до недела? Да, апсолутно, веќе е све подготвено. Така да заедно со Сити Мол имавме заедничка инвестиција, пронајдовме спонзори и како и минатата година, така и ова се реализира без никаков проблем. Оно што сакам да го прашам, колку од фелата ќе бидат присутни ваши колеги? Вие ќе бидете таму? Во голем број од фелата ќе бидат над 50 учесници од нашите колеги ќе бидат присутни, така да ќе има уште еден посебен нагол за гостите што ќе посетуваат, ќе бидат бесплатните делони за бради, шишање, така да бесплатни услуги ќе имаат. Гласно преку работа ќе ја подигнувате свеста за тоа колку треба и вие мажите да се грижите за своето здравје, но што вели искуството, колку генерално мажите се грижат за својот изглед? Еве тоа сакам да ве прашам попатно. Па во голем број, да, се грижат за својот изглед. Мада и на тоа треба да се работи. За разлика од минатото, но во многу поголема мера сега се грижат мажите за сопственото здравје, тоа се гледа и по козметичките брендови кои што доаѓаат, каде што напоред на козметичките производи за жени и за мажи веќе се на исто ниво, така да веќе повеќе и повеќе се развива свеста на таа тема. Ќе ги поканиме сите да дојдат внедела во Сити Мол, но оно што сакам да го продискутираме кога веќе имаме луѓе од фелата, од занаетот, а знаеме дека занаетот и мака мачи со млади кадри, па сакам да ве прашам малку и на тоа. За тоа, какви активности има фризерската секција во текот на годината? Ова е само една од бројните. Преку какви други се промовира занаетот и се привлекуваат се повеќе млади да учат занает? Па фризерската секција во соработка со Занечиската комора на град Скопје работиме на повеќе сегменти, прилично сме организирани. Значи работиме интернационално и национално.
Првата фаза ни беше да поработиме на програмите, на училишните програми, кои што беа доста застарени. И се уште со министерствата имаме одредени разлики. Меѓутоа се работи на тоа, има волја да се работи, така да се надеваме дека во најскоро рек ќе ги модернизираме за да може да ги следат модерните трендови. Втора фаза ни беше комерцијално представување на професијата, кој што преку вакви настани ја промовираме самата професија. Второ ни беше, трета работа ни беше во фокус да ги активираме училиштата, за да им покажеме на младите да почувствуваат професијата, пошто претходно беа премногу затворени. Така да организиравме и такмичења на таа тема помеѓу училиштата, кои што веќе традиционално преку град Скопје ќе се одржува секоја година. Така да интернационално веќе правиме меморандуми со останатите држави за заедничка соработка, кај што ќе може да правиме размена на ученици, така да имаме обемна работа што да сработиме, така да работиме на таа тема. Во секој случај има интерес кај младите и тоа добри квалитети има. Има ли квалитетни кадри? Да, пошто последното такмичење што беше во Ланското имаше доста квалитетни деца. Пред колку години вие влеговте во фелот и доколку сега треба да се одлучите за професија, ќе избирате ли истата? Мислам дека да. Да, јас сум оддавна од Малинозе, што се вика, сум почнал од 13 години мои и цел живот сум со тоа. Она што зашто најмногу размислуваат младите кога бираат професија, дали може да се живее од истата. Во меѓувреме, живееме и сериозна економска криза, која што и тоа како е удар на занаетите. Се живее ли во моментов од стругата? Се живее, може да се живее и тоа доста скромно. Да се рече, не скромно и дури подобро од скромно да се живее. Тоа го сакаат да го слушнат. Подобро од скромно. Подобро, мислам дека има така. Да, па младите најбитна работа е во тоа што во нашата професија сите оние кои што се креативни, кои што ги сакаат вештините, значи може ги исполнуваат сите одредени капацитети, значи имаме работа на сцена, имаме работа во салон, контакт со луѓе, така да за сите оние креативни млади луѓе кои што сакаат, имаат желба да се приклучат во оваа професија, повеќе од доволно сме исполнети со работа, меѓутоа останатите сегменти во самата професија кои што не се поврзани со самата професија, кои што не допираат како општеството, на тоа ќе мора да оделееме како и другите професии. Ако ве прашаат зошто да сега за увезане млади луѓе, што ќе им одговорите? Па затоа што нуди индивидуалност, нуди самата работа зависи од самиот човек, затоа што се работи за вештина и затоа што сите сегменти кои што може човек да заработува зависат исклучиво само од него и од неговата работа и каде што може сам да си го диктира собственото темпо. Па да, има тука предизвики за младите да, пошто е интересна креативна работа. Има разни надпревари да се докажат меѓу себе младите. Интересна работа. За секој случај. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема е секако актуелна во поглед на дефицитот на млади кадри и секако ќе ја дискутираме. Но и за почеток може ли да ги поканиме сите наши гледачи уште еднаш да дојдат внедела и да видат што ќе се случува се, какви се активности ќе имате, а меѓу другото покрај информација ќе има и едукација. Па да, секако, овој настан иззавзема веќе големи размери, овакво веќе втора година го одржува, предходно 3-4 повеќе години се одржуваше, меѓутоа овие 2 години е на веќе повисоко ниво. Така да таму ќе бидат сите сегменти, значи ќе има забавен карактер, ќе има познати глумци, ќе има познати спортисти,
ќе има дел од нашите креативни колеги кои што ќе работат, така да ќе има полно забава, така да можете слободно да дојдете тие 4 сати да се забавуваме заедно. Дуцните со брадата за ноемврика. За жал веќе вчера отиде. Не дочекавте крај на месецот, добра. Се гледаме, ние благодарам уште еднаш, остануваме и со следниот прилог на истата тема. Секако фризерската секција на град Скопје на свој виден начин ќе го одбележи овој месец со бројни активности. Лекарите велат дека за машкото здравје треба да се говори 365 дена во годината, апсолутно и ние жените се согласуваме со тоа, бидејќи без вас ништо. Цело е кога има се. Колешката Симона Илиевска направи прилог на оваа тема, разговараше со доктор Сашо Докчев.